За жал и денеска, веќе шести ден јавување на оваа тема, се уште немаме информации дека е пронајдена жива или мртво 16 месечното дете кој, како што каже ти, исчезна точно пред една недела, токму на ова место на обиколницата пред влезот во селото Стајковци. Армиските специјалци подмогнати со кучиња, меѓутоа припадниците на АРМ, локалното население, роднини на фамилијата на исчезнатото девече. Веќе седми ден трагаат. За жал, како што кажавме, се уште тоа не е пронајдено. Предпоставките се дека тоа најверојатно веќе е починато, имајќи предвид дека практично се работи за бебе кој беше однесено од толку силна вода што буквално буткаше и цели камиони пред себе. До сега имаме 22 жртви, навистина огромна бројка. Ако се потврдат оние веќе сомневања дека ова 16 годишно дете е починато, таа бројка ќе се искачи на 23. Меѓутоа, претежно роднините се уште не губат надеж, се уште трае потрагата. Дознаваме дека роднини пријатели на фамилијата на девојчето и од други села во Скопско се тука во Стајковци и деноноќно буквално трагаат. Исто така се употребуваат армиските кучиња, меѓутоа и софистицирана опрема на армијата и на полицијата, за да би можело евентуално да се детектира телото на девојчето во калта, имајќи во предвид дека има буквално на некои места и по 1 метар високи наноси на кал. Лошо во овој момент е што веќе неколку дни имаме стабилно и сончево време, така што калта почнува да се суши, така што претпоставам дека сега веќе нема да се работи за расчистување на кал, туку на откопување на земја, нешто што и текако ќе усложни целата операција. Како што кажав, тука се припадниците на АРМ, меѓутоа и на полицијата. Токму полицијата првите 2 дена беше најстурена на терен. Има многу акции за извлекување на преживеаните преце, а потоа и за пронаоѓање на починати лица. Телевизија Нова синоќ имаше ексклузивна можност да биде еднопоплавне практично да помине со специјалците на МВР и од прва рака да ги слушне нивните херојски сведоштва за тоа како го жртвувале сопствениот живот, а на тој начин да спасат многу други граѓани кои што биле кои што биле во опасност за време на поплавите кои што се случија пред една недела. Предлагам сега, доколку е спремно, да погледнеме мал дел од тој документарец кој ексклузивно ќе имаме можност да го гледаме во понеделник од 20:30 на телевизија Нова. Дечкото открива Паланка што го изгуби жената и детето, тука не молеше да ги побараме сопругата и детето му ги нема. Пошто ни каже дека првото дете го гледал се имало качено на пластениците, он бил тука негде за некоја канделабра фатен. Се дадовме од себе, значи ништо не се пожртвувавме, се од себе да дадеме секое возило што беше овде летнато, го претресовме максимално што можевме, цел терен го поминавме, благодарение на еден граѓанин тука каже дека нивата е негова, немој вика да идете сами, вика, барем вика да идем ја пред вас, вика да ви ги кажем работите, вика пошто има дека бунари, вика. Да си направите велја. Човекот хуман испадна што дојде со нас, по наши насоки, лево, десно, ние му кажувавме каде треба да се движиме, секој возило го претресовме, не најдовме ништо на таа страна. Освен возила и тоа што беше затекнате на лице место. После тоа, сад време тука кај дојдовме, од кај го претресавме овој терен, ни пријавија дека возилото само кровот се гледа. Ама више дека водата се губеше полека, со батерии, со ламби светевме, видовме дека има лице во возилото. И се работеше најверојатно за неговата сопруга. Го излековме лицето, настрана, дојде медицинска екипа, констатира смрт. И тоа беше од наша страна што можевме да направиме. По тешки околности, по тешки прилики. Тука беше многу тешко, пошто имаше ночно време. Да, имаше далеководи, струја, паднато кабли, значи беше претешко тука за работа. А со детето што се случи, тоа што било на пластеници, што го гледал? Детето што се случи са вајлијато, тука дојдов командир да земем. Детето тука го видов кога плаче и иде према татково и вика по него тато, двајцата се прегарнува. И му вика детево на татково, каде е брат ми, вика тебе ти го оставев. И само човекот се сврте настрана, фати да плаче и ми знаевме дека више брат му го нема. Вечер кога пристигна тој, кога го сретнавте таткото, тогаш он ви кажал дека детето се изгубило од вид према пластениците, но тоа е детето кое што се спасило во случајот. Тоа е живото дете што е спасено во тој случај. Значи детето са балијато уште се видува со татко му тука. А за второто дете, значи цел реон тука е претресен, не можевме ни детето ни мајката да ги најдеме.
вечерта првично, значи таткото тука бевме паркирани, намолеше, ни викаше, помош ни бараше едноставно од наша страна, значи се дадовме од себе, тоа беше што можевме да го изработиме. Друго, Такво искуство до сега сте немале. никад до сега. Без јас многу да зборам, самата слика ќе илустрира, може с камерата да сврти да видите во нивите околу Стајковци, практично на она место каде што до пред неколку дена имаше превртени автомобили, сега има импровизиран паркинг. Овие автомобили кои што ги гледате во моментот се на сите оние доброволци организирани преку Facebook највеќе, меѓутоа и оние кои што се одзваа на апелите на самите граѓани и жители на Стајковци да дојдете да им помогнат. Сите тие доброволно со лопати, храна, медицински помагала, лекови доаѓаат во Стајковци и практично рамо до рамо со армијата, полицијата, тешката механизација и на приватните градежни компании работат на расчистување на теренот. Нивната помош е повеќе од добредојден, имајќи во предвид дека она што највеќе недостасуваше деновиве според кажувањата на жителите пред се на најпогоденото Стајковци е токму живата сила. Имаше мали непроводни патчиња каде што тешката механизација многу тешко можеше да стигне до тие места. Така што тие се чистат моментално со лопати и со жива сила. Тоа е тоа што им е најпотребно. Исто така има повеќе пунктови за хуманитарна помош во самото село Стајковци, меѓутоа волонтерите сега пробуваат таа хуманитарна помош, меѓутоа и храна, вода и лекови да ја однесат директно до поплавените куќи, така што повеќе нема потреба граѓаните сами, кога знаеме каква работа има да се го зачуваат домот и да го испумпаат таа цела вода, да мора да се движат неколку километри можеби по кал за да ја земат таа помош. Сега со помошта на овие доброволци, меѓутоа повторно ќе споменам и екипите на Црвениот крст, армијата и полицијата, таа хуманитарна помош сега се дистрибуира директно до нивните домови. Она што во моментално највеќе ги мачи, што ги загрижува е евентуално појавата на заразни болести. Како што се суши водата, како што испарува, така се појавуваат оние мртви животни. Надлежните апелираат граѓаните сами да не ги отстрануваат овие животни, бидејќи е голема опасност од зарази. Тоа се што треба да направат е да ги повикат стручните екипи кои се веќе на терен и мобилните медицински екипи, така што тие ќе се погрижат евентуално за луѓето. Ако не се чувствува добро, знаеме дека неколку се пожалија веќе и на кожни инфекции, на цривни заболувања, меѓутоа и ветеринарните служби треба соодветно да ги дислоцираат, а потоа да ги закопат овие угинати животни. Значи да резимирам, тука во Стајковци како најпогодено место има комплетна мобилизација буквално на сите расположливи сили, подпомогнати од голем број доброволци кои што се само организираа преку социјалните мрежи и дојдоа тука во најпогодениот крај да помогнат на нашите настрадени сограѓани.